на Канал 8, добро дојдовте. Расте бројот на ново заразени со COVID-19. За време на викендот во Кочани се регистрирани 7 ново заразени. Починати нема. Во Кочанската болница вакцини има доволно и сите кои сакаат да се вакцинираат може да го сторат тоа без закажување. Модуларната болница во Кочани понатаму останува без пациенти, бидејќи сите ново заразени се со полесна клиничка слика. Се зголемува бројот на заразени од COVID-19 во земјава. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство, во последните 24 часа се направени 6383 тестирања, а регистрирани се 398 нови случаи на COVID-19, од кои најмногу во Скопје. Во Кочани се регистрирани 4 нови случаи, а за викендов вкупно 7 нови случаи. Регистрирани се 18 оздравени пациенти. Во текот на вчерашниот ден беа пријавени и 4 починати лица. Во однос на вакцинацијата, директорот на болницата во Кочани Александар Серафимов за Канал 8 истакна дека тече непрекинато и секој ден се вакцинираат лицата кои сакаат да примаат вакцината против COVID-19. Во Кочанската болница моментално тече вакцинацијата со вакцините Pfizer, AstraZeneca за постарите лица, како и со кинеските вакцини Sinopharm и Sinovac. Вакцинацијата се врши на терен во селата каде има пунктови, а за старите и изнемоштени лица вакцинацијата се врши во домашни услови. Серафимов рече дека засега се уште нема потреба од отворање на ковид модуларната болница во Кочани, бидејќи сите ново заразени со вирусот во последните денови биле со полесна клиничка слика и истите се лекуваат во домашни услови. Ако има потреба ќе се реагира и согласно потребите ќе се одлучи за отворање на болницата, истакна Серафимов. Инаку сертификатот за вакцинација во повеќе земји низ светот станува секојдневие, истакна министерот Филипче. Со цел да се стави под контрола рапидното зголемување на бројот на заразени и да се спречи преоптоварување на здравствените системи, земјите воведоа здравствени сертификати за непречено користење на јавните места и услуги. И од Министерството за здравство потенцираат дека само со масовна имунизација ќе се спречи ширењето на новите мутации на вирусот. Новите предлог владини мерки треба да стапат на сила од 16 август и за граѓаните и за угостителите. Од следниот понеделник целосна забрана за работа ќе имаат внатрешните делови на угостителските објекти, а терасите ќе може да примаат само вакцинирани гости. За проверка дали гостинот има вакцинален сертификат, ќе треба да си постават редарски служби. Значи секој граѓанин кој сака да посети угостителски објекти мора да биде вакциниран и да има сертификат за вакцина. Останатите мерки се останува да си важат, како што е четворица на една маса и дистанца. За непочитување на оваа мерка граѓаните нема да бидат казнети, ќе се казнуваат угостителските објекти. Ова важи доколку во објектот има над 30 гости. Ако бројот на гостите е под 30, угостителскиот објект нема обврска да има редарска служба. Два обида за подметнување пожари во Кочани се откриени во текот на изминатиот викенд. Со брза интервенција на територијалната противпожарна единица спрешено е проширување на огнот и предизвикување сериозни последици. Пожарникарите од Кочани во текот на викендот спречиле два обида за подметнување пожари на отворен простор. Со брза интервенција успеале да го локализираат и изгаснат огнот. Противпожарната единица добила две дојави за пожари во близина на излезот од населбата Усова чешма во правец на планинското село Пресека. Според информациите од единицата, постоел сериозен сомнеж за намерно предизвикување опасност на делот што ги поврзува Кочани и приградската населба Оризари, на простор каде што лесно може да се предизвика нова катастрофа поради сувата вегетација што е комбинирана со шумски појас. Градоначалникот Николчо Илиев повика на совесно и внимателно однесување од страна на секој поединец. Добро е што во гаснењето на пожарите е интервенирано веднаш и успешно, во спротивно би се соочиле со сериозни последици. Илиев истакнува дека сите носат одговорност, заради што морат да бидат крајно внимателни. При тоа упати повик до надлежните служби за зголемена будност, навремена и брза интервенција, но и санкционирање на сторителите. Упати и апел до граѓаните доколку забележат неодговорно однесување или пак обиди за намерно предизвикување пожари, да пријават кај надлежните служби. Поради актуелната состојба со пожарите и понатаму на сила е владината одлука за целосна забрана за движење во шумите и на шумските терени.
а зашто и општинскиот кризен штаб неодамна на седница донесе дополнителни мерки. За непочитување на забраната ќе се одговара согласно соодветната законска регулатива. Според календарот за изборните активности на Државната изборна комисија, од 21 август до 9 септември ќе трае рокот во кој граѓаните ќе можат да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е во истиот рок да поднесат барање за запишување на нивните податоци во списокот. Рок од околу 2 недели ќе им биде даден на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за престојните локални избори што се закажани за 17 октомври. Според роковникот на активности што го објави Државната изборна комисија на својата веб страница, периодот во кој ќе може да се направи проверката ќе почне на 23 август, а ќе трае до полноќ на 9 септември. Увидот е неопходен за гласачите да се уверат дека без проблеми ќе можат да го остварат своето право да гласаат на изборот за нови членови на општинските совети и за градоначалници. Како и во изминатите изборни циклуси, увидот ќе може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Лицата кои се државјани на Република Македонија, а имаат подлог престој во странство, увидот во списокот и поднесувањето пријава за измена, дополнување или бришење на податоци ќе можат да го направат по електронски пат на интернет страницата на Државната изборна комисија. Секој граѓанин кој нема да се пронајде во списокот или пак неговите податоци не се совпаѓаат со актуелните, потребно е во истиот период што е определен за увид да поднесе барање за впишување на нови податоци. Според официјалните бројки што ги објави Државната изборна комисија од последните предвремени парламентарни избори што се одржаа во јули минатата година, во општина Кочани имаше запишано вкупно 32.649 граѓани со право на глас. Во Виница нивниот број изнесуваше 17.161, во Чешиново облеше во 5.392, а во Зрновци 2.551 гласач. Општина Виница ќе го реализира проектот за извршување општинско корисна работа, за што е објавен јавен повик за ангажирање на вкупно 12 лица. Кандидатите треба да се од евиденцијата на Агенцијата за вработување, а ќе извршуваат услуги со кои им помагаат на граѓани од социјално ранливите категории. Локалната самоуправа на Виница ќе ангажира вкупно 12 невработени лица во проектот за општинска корисна работа во рамки на програмата социјални услуги за населението во општина Виница. Проектот е финансиран од буџетот на Агенцијата за вработување и од Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ. Работниот ангажман на лицата ќе биде со скратено работно време од 20 часа неделно во период од 9 месеци. Пријавувањето на заинтересираните невработени граѓани во Центарот за вработување во Виница е до 12 август. Одбраните кандидати ќе имаат 3-месечна обука за услуги од социјалната и здравствената сфера. За работниот ангажман ќе добиваат месечен бруто надоместок од 9000 денари, во кој е вклучен данокот на доход и осигурувањето. Кандидатите за проектот треба да се долгорочно невработени, при што вклучени се млади до 29 годишна возраст или лица над 50 години, како и корисници на парична помош, самохрани или родители на деца со пречки во развојот, како и лица со незавршено средно или пониско образование. Во компонентата на проектот што ја финансира СДЦ, предвидено е да се ангажираат и 5000 негуватели од ромската етничка заедница. Реализацијата на проектот е дел од владиниот оперативен план за активни програми и мерки за вработување, а целта е невработените лица да се стекнат со вештини и знаења што ќе им овозможат полесен пристап до пазарот на трудот. Успешен настап на членовите на ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани во Добриниште, Република Бугарија. Задоволни се вратија од 4-дневната турнеја во бугарскиот град, каде што ја представија македонската култура и традиција. Добринишко културно лето 2021 е насловот на манифестацијата што се одржа викендов во Добриниште, Република Бугарија, на кој единствени представници од Македонија настапија членовите од ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани.
30 членови од помалата, средната и возрастната група од Кочанскиот ансамбл задоволни се вратија од успешната 4-дневна турнеја во бугарскиот град, каде што се представија со повеќе сплетови на македонски ора. Во саботата први настапија членовите од возрастната група, кои што се представија со сценската адаптација Ала Франга, а средната група со буките. Малите фолклористи настапија со орото Тропнало. Публиката беше воодушевена од нивниот настап, а на крајот од фестивалот ансамблот доби диплома и пакета за учество. Во рамки на фестивалот, раководителот на Кочанскиот ансамбл Ристе Ѓоргиев пред бугарската публика се представи со свирање канон во придружба на познатата солистка Магдалена Балабанова од Бугарија, која изведоа песната Јовано Јованќе. Ансамблот Митко Алексов од Кочаниште да го се врати од турнеја во Република Бугарија, односно град Добриниште. Таму земавме учество во манифестацијата Добринишко културно лето 2021 година, во која учествува повеќе од 10 ансамбли, меѓу кои беше дел и нашиот ансамбл. Успешно се представивме таму со 3 групи, околу 30 членови, и сите задоволни и среќни се вративме од турнејата и очекуваме натаму, зависно од ковид пандемијата, да продолжиме со работа и да спремаме еден годишен концерт на кој очекуваме да ужива и кочанската публика. Ансамблот понатаму ќе продолжи да работи со полна пареја. Од септември ќе имаме уписи на нови членови. Сите кои ќе се заинтересирани ќе може да се пријават или на мејл, или на телефонскиот број на ансамбл, или на Facebook страницата. На Добринишко културно лето 2021 настапија околу 10 ансамбли групи од Бугарија, како и домакините од Добриниште. Заедничката соработка меѓу ансамблот Митко Алексов и Добриниште продолжува и понатаму. Фолклористите од Кочани убавото сончево време го искористија да уживаат во топлите базени што ги нуди бугарскиот град Добриниште. Ансамблот Митко Алексов, иако е релативно млад ансамбл, формиран на почетокот на 2020 година, сепак членовите кои се 180 на број имаат учествувано на многу фестивали и манифестации во Републикава. Ансамблот се залага за едукација и зачувување на традиционалната игра и музика. Плановите за иднина се настапи во странство, зависно од состојбата со COVID-19. И за крај информацијата од спортот. Фудбалерите на Осогово викендов одиграа контролен натпревар против Плачковица од Радовиш и победија со 1:0. Средбата имаше и хуманитарен карактер, при што парите од продадените влезници се наменети за лекување на малиот Јаков од Кочани. Фудбалерите на Осогово беа домакини на четвртиот контролен натпревар, што го одиграа во рамки на подготовките за престојното првенство во втората фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов во саботата тие го пречекаа третолигашот Плачковица од Радовиш, против кого забележаа минимална победа од 1:0. Единствениот погодок за жолто-сините го постигна Манов во 88-та минута, откако по грешка на гостинските одбранбени играчи успеа од непосредна близина да ја затресе противничката мрежа. Во текот на целиот надпревар се играше по исклучително топло време. Тоа сепак не беше пречка домакините да прикажат нешто подобра игра, што придонесе да имаат и сериозни шанси за погодок, а еднаш им се испричи и стативата. Иако пријателски и контролен, надпреварот против Плачковица имаше и хуманитарен карактер. Се продаваа влезници по цена од 50 денари, при што беа продадени околу 250 влезници, а имаше и кутија за собирање финансиски донации. Собраните средства ќе бидат уплатени на сметката за лекување на малиот Јаков Јанакиев од Кочани.
Почитувани, тоа беа содржините во вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.